Спасител. Во студиото со вас, Маријан Ников. Добро утро, вести во 8. Одлуката на Управниот суд за поништување на изборот на уставната судика Дуковска ја одложи расправата за законот за употреба на јазиците. Уставните суди заклучиле дека постапувањето на судскиот совет, собранието и управните судови предизвикале правен преседан и го втурнал судот во состојба со која достега се нема сочено. Првите последици ќе ги сноси законот за употреба на јазиците, предмет кој го водеше токму судиката Дуковска. Да се одложи подготвителната седница по предметот за законот за употреба на јазиците, која беше закажана за 19 јуни од причина што судијата на кој се однесува поништената одлука за избор е пресудата на Управниот суд е судија, известител на конкретниот предмет, а дополнително судот има донесено заклучок според кој постапувањето по овој предмет треба да биде во полн состав на судот. Од судски велат дека штом ја добијат одлуката, ќе се разгледа и на седница ќе има нов избор, а предлогот ќе биде испратен до собранието. Министерот за правда вели дека нема рок за избор на нов уставен судија, но го повика судски да ја повтори постапката. Надлежност за извршување на пресудата на Управниот суд има само собранието, односно во конкретниот случај судскиот совет. Така да должност на судскиот совет е согласно препораките, односно пресудата на Управниот суд, да ја повтори постапката, да ги зема во предвид препораките и да достави нов предлог до собранието. Предлог за нов гувернер на Народната банка ќе биде доставен до собранието во следните неколку дена. Претседателката на државата се уште не одлучила кој од тројцата кандидати, актуелната гувернерка Анита Ангеловска-Бежовска, Трајко Славевски или Зоран Ставревски, ќе биде нејзин предлог. Опозицијата обвинува на партиско влијание додека премиерот негира. Деновиве ќе го поднесам предлогот. Причината е мојот долг, плоден разговор со тројцата потенцијални кандидати. Сите се извонредни. Ме запознаа со она што го правеле во животот, со биографиите, дополнително ќе ги достават. Кога разговарате со секој од нив повеќе од час и половина, во голема дилема сте. Затоа јас ги информирав и нив, а и јавноста, а и собранието дека после дополнителни консултации ќе го поднесам конечниот предлог. Сепак во оваа фаза би се воздржала. Тука сме, знаете, отворени сме за соработка како Централна банка. Ќе има можност, ќе има прилика, ќе се видиме и ќе позборуваме за сите прашања кои што ги имат. Официјално нема апсолутно никаква информација, тоа што се одолговлекува и тоа што нема никаква досега предлог излеза во јавност е само за мене знак дека има сериозен партиски притисок од страна на ВМРО-ДПМН во селекцијата на предлозите. Не сме разговарале за кандидат, сме разговарале за кандидати во множина, така што нема тука несогласие. Коридорот 10 станува приоритет број 1 за инвестирање на британските 6 милиарди евра од стратешко партнерство. Првиот човек на железници и инфраструктура вели дека на трасата од Табановце кон Богородица ќе има две пруги. Прво ќе се гради нова, а потоа ќе се реконструира постоечката за да се постигнат планираните 160 км на час за патничкиот и 120 км на час за карго транспортот. Планот на државата е целиот зафат да биде проектиран и изграден од ист изведувач. Целиот проект се очекува да биде готов за 5 години. Паралелно надлежните најавуваат и реконструкција на централната железничка станица. И за двете пруги ќе се трудиме секаде каде што има кривини, согласно можностите, максимално да се исправат и да се намали должината на пругата. Од голема важност е што при целата градежна активност ќе биде офатена изградбата на пругата со која што ќе се поврзе железничка станица во Скопје со аеродромот во Петровец. При целосна модернизација и изградба на нова брза пруга, логично е и следствено да се помисли за состојбата на главната железничка станица. Ви информирам дека јавното претпријатие Македонски железници инфраструктура во моментов разработува проект за целосна реконструкција и модернизација на централната железничка станица во Скопје и паралелно со изградбата на брзата пруга ќе се одвива и овој процес на реконструкција на железничката станица.
Во тема на денот во дневникот на Сител гостуваше британскиот амбасадор во нашата земја Метју Лосон, кој зборуваше и за договорот за економското и трговско партнерство. I think, as you heard from our Prime Ministers, what we've announced is a strategic partnership, and within that, a new government-to-government agreement that will really set the scene for greater British trade and investment here. The reason we're doing this is that we have a trade treaty with you. It was signed 5 years ago, but we thought on both sides it's high time to really put into a strategic partnership all of the great work we're doing and then take a step change to go even further. So what your viewers are going to see is even closer cooperation with the UK on important issues as NATO partners. As I said the other day, we are training your armed forces. We're ready to fight it in NATO alongside you as NATO partners. We have fantastic cooperation on everything from global issues and foreign policy, and we're going to be doing more of that. We have your education minister in London this week at the World Education Forum, so we're looking to cooperate on education and culture, and of course deepening our cooperation on countering organised crime and migration. But really, perhaps leaving the best for last, as our largest, we are, I think, your second largest investor according to your figures in this country, and over half of the UK's trade in the whole of the Western Balkans is with North Macedonia. So really this is at its core, and particularly with reference to the government-to-government agreement, about bringing a step change in that already really strong economic and trade partnership. Договорот за стратешко партнерство со Велика Британија ќе биде поддржан од СДСМ, но партијата како антиевропска смета финансиската рамка од 6 милиарди евра заем. Филипче побара премиерот Мицковски да ги открие деталите за, како што рече, историско задолжување, бидејќи парите ќе треба да ги враќаат идните генерации. Премиерот Мицковски пак одговара дека покрај пругата Табановци-Гевгелија, клиничките болници Штип, Тетово, Кичево, ќе има пари и за други проекти од транспортот, здравството и енергетиката. Детали околу заемот се договара преку тим составен од неговиот кабинет и Министерството за финансии, транспорт и здравство. За премиерот нема сомнеж дека се работи за трансформационен заем кој ќе ја измени државата на подобро. Ваков начин на заем за вакви проекти дефинитивно ја бележат оваа влада како антиевропска. Огромна сума на пари, 6 милиарди евра, го надминува дури и нашиот буџет. Првото прашање е кој е потеклото на парите? Дали парите се британски и директно од британската влада, или станува збор за фонд кој што е лоциран во Велика Британија, а располага со пари од некоја друга земја? Второто прашање е колкава е каматата. Дали знаеме колкава е каматата, дали владата знае, дали точно знае за што се преговара во овој период. Понатаму, дали е направена споредба со некој друг извор на пари? Дали е направена споредба со Светска банка, со некои други комерцијални инвестициски банки? Ке се мултиплицираат придобивките и јас сум убеден дека од сето ова ќе имаме навистина еден трансформационен период кога станува збор за државава, затоа што ова се трансформациони проекти кои што имаат за цел да додадат вредност не само во квалитетот на живот на граѓаните, туку и генерално во македонската економија. Сите овие параметри се преговараат, во тек се преговорите, вклучени се тимови од мојот кабинет, од Министерството за транспорт, Министерството за здравство, Министерството за финансии. Оваа недела ќе има посета на висока делегација, потпишување на влада со влада договорот во Лондон, од страна на делегација која што ќе предводи потпредседателот на влада и министер за транспорт. Така што сите овие детали ќе бидат многу скоро познати, но тоа се детали кои што ќе бидат убедливо што во овој момент Македонија како држава може да ги добие. Заменици министри од крилото на Таравари си дадоа неповиклива оставка. Од друга страна, премиерот Мицковски вели дека политиката е работа на можното. Праша дали во наредните денови може да се очекуваат пратеници на ДУИ да му се приклучат на владеачкото мнозинство. А за Таравари вели дека веќе избра страна. Министерот за европски прашања очекува до крајот на неделата мнозинството да добие нови пратеници. За лидерот на СДСМ Филипче, владата се распаѓа, а со Таравари ќе разговара.
Тоа се двата блока кои што на овие избори ќе се спротивстават. Блокот на криминал и минатото и блокот на иднината и просперитетот на Македонија. За жал, ќе повторам, Армен Таравари одлучи да се приклучи на овој првиот блок, блокот со црни листи, со листи на санкции на политичари, криминалци и така натаму. Па мислам дека сите овие случувања во делот од Алијансата на албанците предводена од Таравари се знак дека одлучноста на структурите таму и спремноста е многу поголема да не завршат во прегратките на Али Ахмети од калкулациите на Таравари. Според наши неофицијални информации тие ќе продолжат. Револтот кај сите поддржувачи, симпатизери и функционери таму е многу голем, така да чекаме наредниве денове, мислам дека тој тренд ќе продолжи. Мислам дека најдобар доказ за тоа што се случува во владината коалиција и тоа генерално што се случува во државата е тоа што владината коалиција практично се распаѓа. Нецела година дена после формирањето, коалициони партнери заминуваат. Таравари беше еден клучен фактор од албанскиот блок кој што се приклучи на ова влада.